Ние те знаеме како модна блогерка, девојка фешн од Скопје, но бидеш сега со малку поинакво издание. Како се вика ова? Джудо, кимоно. Кимоно? Ова кимоно. Колку време тренираш джудо? 10 години. Ти си првак на Македонија? Да, првак во сениорска категорија, минатата година освоив прво место. Кажи ми, за девојка ми е многу интересно, зошто го одбра баш джудо? Ја бев многу мала кога дојдов на джудо. Мислам, јас уште од мала се занимавав различни спортови, боречки вештини, кунг-фу, айкидо. Се одржи презентација во мојата школа каде што учев. Кога дојдов на джудо, мене многу ми се засвиѓа тој спорт и така дојдов на спортот и до тогаш останав. Јас секој ден сакав да доаѓам на тренинг, мене ми исполнува джудото како спорт. Јас не би можела да живеам без джудо. Колку дневно тренираш или неделно? Секој ден 2 пати дневно тренираме од сабајле навечер. Колку време ја познавате Ина? Од нејзин 8-годишна возраст. Препознати талент во нејзин? Апсолутно, уште како мала беше многу посветена, постигнуваше одлични резултати, па имаше кратка пауза, па еве на голема врата повторно се враќа во джудо спортот. И добро резултатно. Секако. Јас Ина ќе ја прашам и вас. На Инстаграм или на Фејсбук делува како една млада фешн девојка од Скопје, но меѓутоа овој спорт не е баш мене многу нежен. Дали сум право? Изгледот може и да излаже понекогаш, самиот спорт, самото име джудо, значи нежно умење, нежна вештина, така да не значи ништо физичкиот изглед, може стварно да се излажете и да погрешите. Како успеваш и за колку време да ги совладаш мажите? Уште не сум искусила такво нешто. Не имаш борби со мажи? Со мажи на тренингот. Колку време ти треба? Колку време ми треба, зависи до машкото. Не можам сите. Има кај нас многу успешен джудист што членува Хамза Јашари. Тој беше трет на европско и прв на европски куп во 2017, мислам, не памтам. Тоа е многу голем успех за Македонија. Стварно е добар джудист. Со него не може. А приватно? Приватно? Не сум искусила приватно. Никој не се закачал се уште. Тоа ти е обембен систем, например, кога ќе те поканат на кафе. Обично фотографите на Инстаграм твоите лажат. Се изгледаш на скромно девојче, така многу сексилјава, но меѓутоа кога ќе им кажеш дека си джудистка, како реагираат? Да не ме типаш, ако искочам да се пазам. Обично така. Ако не го заслужиш, нема да се го добиеш. Да. Што планираш понатаму? Понатаму планирам да имам големи успеси во джудото. Планирам да одам на европски купови, затоа и вежбаме напорно. Планирам ако да станам и тренер исто така, да му помагам мојот тренер. Има девојки што сакаат да вежбаат джудо? Па ги има доста, да, ги има. Па джудото е нежен спорт. Джудо значи женски. Многу е нежен, сега видовме како е нежен. Ги фрлаше по перници. Така изгледа, но суштина не. Джудото е нежен спорт. Јас сум Мина, вие гледате Ексклузив.